Продолжуваме со разговор во нашето студио. Форумот на немнозинските заедници од Македонија беше во посета на Германија и Данска. За споделените искуства од таму зборуваме со Братислава Танасковиќ, координатор на проектот, и Јана Михајлова, наша колешка и уредник на влашката редакција во Македонската телевизија. Добро утро, добре ми дојдовте во емисијата. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на утринската програма на Македонската телевизија. Ајде малку повеќе, какви се искуствата од форумот, колку земји учествува? Пред се форумот на немнозинските заедници во Македонија сакам да потенцирам дека е коалиција од граѓански организации кои што се занимаваат со прашањата на немнозинските заедници во нашата земја. Под немнозински заедници ги подразбираме сите оние кои што се уставотворни народи, срби, бошњаци, власи, роми и турци, и кои што се застапени со помалку од 10% збориме како број на население. Започнавме со работа пред некои 3 години како проект финансиран од Civica Mobilitas и еве продолжуваме по да кажам истиот начин и со истиот мотив. Оваа соработка, гостувањето во Шлезвиг-Холштајн, покрајината во Германија, која што е на граница со Данска, произлезе од средби кои што ги имавме со колеги од Европскиот центар за малцински прашања, како и од Федерацијата на европските национални малцинства. Успеавме да се представиме, според мене, во најдобро светло. Дел од програмата беше посветен токму на представувањето на сите малцинства, не само овие што ги напоменав, туку и на македонската, односно и на албанската мнозинското население. Сето она што опфаќа правна рамка, политички систем, уредување и практично практицирање на тие права од аспект на образование, култура и така натаму. Овој регион е специфичен по тоа што ги е добра пракса за негување и учење на тие односи. Германците и данците традиционално се е народ кој што со вековите живее таму, исто така специфични се и фризиците. Имавме можност да проучиме како се финансираат, како се застапени во Бундестагот, како се борат за своите политички права и репрезентенти преку политичките партии. И сметам дека ова е едно големо искуство, не само за форумот, туку и за колегите кои што не придружува. Делегацијата бореше 25 членови, од кои што имавме и колеги од државните органи, колеги кои што се од академскиот сектор, значи УКИМ, Тетовски универзитет, универзитет во Скопје и така натаму, така што сметам дека се на се беше едно големо искуство и за сите таму кои што беа, а и за домакините. Која е целта најпрецизно на овој форум и каква е програмата? Што се вклучува програмата на овој форум? Програмата на форумот вклучува подобрување на социјалната кохезија во општество, намалување на поларизацијата, третирање анализа на сите оние стратегии и политики кои што досега се поставени во нашиот законодавен систем. Работа на терен, сите наши организации кои што се некаде 19 на број, работат на секаде во Македонија во различни области, како што кажав, и точно ги знаат проблемите со кои што овие заедници се соочуваат. Адресирање на тие проблеми на предадекватните институции, на сите оние состаноци, средби на кои што не покануваат. Даваме инпути во стратегиите кои што владата ги концепира, сите акцијски планови, активно учествуваме сите повици кои што се објавуваат, дали од страна на државните органи или од други донаторски заедници. Се на се сметаме дека заедничките прашања кои што ги имаме, сметаме дека се многу блиски, независно од тоа дали некој припаѓа на една или друга заедница, и сметаме дека само заеднички сме посилни, можеме тие прашања да ги истретираме, да ги решиме, да ги предочиме и понатаму да најдеме заедничко решение и да се слушнат нашите препораки на вистинските места. Јана, може ли да се примени нешто од овој форум во нашата Македонија? Форумот на немнозинските заедници е форум кој е формиран во Македонија, како што каже и Братислава, како еден проект. Беше тоа на иницијатива на Ромското здружение ИНСОК од Гостивар. Во него, како што спомна веќе Братислава, се членуваат 19 здруженија на немнозинските заедници кои живеат во Македонија. Сакам овде да напоменам за целта на оваа посета во Фленсбург. Целта беше размена на искуства и примена
премина на добри практики. Сега, во однос на тоа што спомнавте вие колку тоа може да се премине и кај нас, ние можевме да слушнеме таму како се гарантирани и како се реализирани во пракса правата на немнозинските заедници. Станува збор за немнозински заедници кои немаат своја матична држава, меѓутоа и малцинства кои имаат своја матична земја. Така, например, во Германија живеат фризи, тоа се малцинство кои немаат своја матична држава, меѓутоа правата им се гарантирани со преку декларација која што е усвоена од страна на Данска и Германија во 1959 година, што значи дека во однос на законската регулатива во Македонија многу од нормативите се регулирани, многу од правата на немнозинските заедници се регулирани со закон. Проблем е тоа што во пракса многу потешко се реализира, значи процесот е подолг, меѓутоа во Германија постои некоја пракса која може не да се преслика, туку да се прилагоди на нашите услови. Така, например, на оваа посета, во рамките на оваа посета ние можевме да слушнеме дека немнозинските заедници во Германија и Данска имаат можност со праг од 5% да влезат во парламентот и на сојузно и на покраинско ниво и да ги представуваат своите немнозински заедници. Понатаму во однос на наставниот кадар, во однос на едукацијата, на јазикот на немнозинските заедници. Тие имаат на филолошкиот факултет за германски јазик, имаат и група за учење на фризискиот јазик и така тие студенти кои ќе завршат на тој универзитет потоа се соодветни да ја држат наставата на фризиски јазик. Тоа е една добра пракса што можеме да ја примениме и овде, што секако може ќе мора да се прилагоди на нашите услови. Оно што беше зачудувачко за нас е тоа што кај нив немнозинските заедници немаат право на информирање на својот мајчин јазик. На прашањето од која причина тоа не е регулирано досега и дали немнозинските заедници тоа го бараат, одговорот беше дека владата им препорачува на јавниот сервис и приватните медиуми да овозможат информирање на немнозинските заедници на својот мајчин јазик, меѓутоа уредниците, собствениците одговараат дека тие имаат право самостојно да уредуваат својата уредувачка политика, така што засега имаат само на едно локално радио емисија од 3 минути дневно на фризиски јазик. За разлика од нив, еве да речеме, тоа е размена на искуства. Ние им спомнавме дека кај нас со закон е регулирано, дека македонската телевизија е единствената национална телевизија во светот која емитува емисии на влашки јазик и на јазиците на останатите немнозински заедници. Тоа е регулирано и со законот за македонската радиотелевизија, така што тоа што го слушнаа за нив предизвика на вистина голем интерес да можат и тие да се повикаат на овие закони, на овие практики што ние ги имаме во Македонија, за да можат да си го остварат своето право за информирање на својот мајчин јазик. А може би причина плюс да не посетат тука кај нас, па да дознат малку повеќе. Апсолутно да, впрочем и нашите идни активности во текот на оваа година ќе предвидат нивна посета. Началните договори се во септември да направиме на заедничка конференција дали со мрежата за малцински прашања од Германија, која што е финансирана од покраинската влада Шлезвиг-Холштайн, како и со претходните две организации кои што ги напоменат, Европскиот центар за малцински прашања и Федерацијата на европски национални малцинства. Сметаме дека на тој начин ја представуваме државата, ги представуваме спецификите, даваме поттик и за нашите заедници за да бидат слушнати надвор од рамките на оваа држава и секако учиме, како што кажа Јана, како понатаму да ги унапредиме тие односи и како впрочем и на младите генерации да ги мотивираме да се занимаваат со ова прашање. Јана, веќе неколку дадовте некои интересни примери, односно каде има разлики или сличности. Што можеме друго како специфика да извлечеме компаративно од другите земји во поглед на таа кохезија или некои разлики? Така, според ова што го имаме како искуство и знаењата и новите работи што ги слушнавме, ние во Данска бевме во посета на средното германско училиште. Станува збор за гарантирање на право од страна на двете држави, значи во Германија живее данско малцинство, во Данска живее германско малцинство и тие на база на декларацијата од 1959 Бон Копенхаген, декларацијата Бон Копенхаген, тие ги регулираат и ги реализираат правата на немнозинските заедници. Значи, иако тоа не е регулирано со закон, сепак во пракса тие се повикуваат на таа декларација и сите права ги реализираат во пракса. На прашањето дали тоа оди на база на реципроцитет, рекоа дека не е на база на реципроцитет. Меѓутоа, следствено доаѓа дека доколку едната држава им ги гарантира еден дел од
од правата, веднаш другата држава во пракса го реализира истото и им ги гарантира правата и на останатите немнозински заедници. Така што тоа мислам дека може и кај нас да се примени, не мора секогаш да очекуваме и да се бориме тоа на некоја од нашите права да биде регулирано со закон, туку може и како резултат на добра практика да се примени во пракса. Да, верувам дека не застанувате тука идеи, реализации за војнина на што се насочувате во наредниот период. Веќе споменав, планираме конференција во септември, планираме одбележување на меѓународниот ден во мај, меѓународниот ден на културните разлики и културната соработка. Минатата година го одбележавме во Музеот на Македонија. Оваа година ќе видиме сега што треба да направиме концепт, тоа е 21 мај. Секако секој од нашите членки има собствена програма каде што форумот ги поддржува, дали со присуство, дали во коорганизација. Гледаме да има до 2 големи настана во текот на годината, исто така во месец декември минатата година го одбележавме меѓународниот ден на малцинствата, така што 2 големи датуми, сето она пропратно ќе биде додадена вредност на она што го работиме и на она што сакаме да го прикажеме. Ќе успееме ли, еве ваша некоја проценка, ваша перцепција, да бидеме како Данска и како тој свет од таа страна, односно на другиот крај на Европа, да конечно повеќе некако се сплотиме. Па ние се бориме, така, ние се бориме да успееме. Нашата работа, како што рече Братислава, не застанува овде. Факт е дека доколку има волја, ние имаме искуство од соработката со релевантните државни институции во Македонија, со Агенцијата за остварување на правата на заедниците, со Министерството за односи меѓу заедниците, со Комитетот за односи меѓу заедниците во Собранието. Имаме одлична соработка, се надевам дека чекор по чекор ќе се приближиме, може би подолг период ќе ни треба, меѓутоа доколку постои волја, јас мислам дека може да се приближиме, а за некои работи можам да кажам дека сме и подобри во однос на регулирање на правата на немнозинските заедници од аспект на законско регулирање. Значи во Македонија се донесени скоро сите закони со кои се гарантираат правата на немнозинските заедници, што не е случај во Европската унија. Најавивте уште низа настани до крајот на годината. Благодариме што бевте дел од утринската емисија на Македонската телевизија. Ви очекуваме повтор. Благодариме за поканата. Она што следува е вториот информативен појас, односно вестите во 9 часот.